Се наоѓаме во детското летовалиште Чичино село во Сарај крај Скопје. Ова е втората смена и овие наши соговорници од кои во емисијава вие ќе видите доста работи, што тие се знаат, како знаат да пеат и така натаму, се од повеќе места од Македонија. Ги има овде од Скопје, од Штип, а веднаш ќе почнеме со овој, како што го нарекле, најстар летувалец. Нели, најстар. Како се викаш? Деја. Деја, на презиме? Дечков Деја. Дечков. Колку години имаш? Сега 5 на 6. Значи 5 во 6. Ти си овде најстар, нели? Да. Добро. Дејане, после ќе видиме ние се друго што знаеш. Да видиме уште... Како се викаш? Крстева Стојка. Од каде? Штип. Од Штип. Кој оделение? За 8. Стојка, кога дојде овде, што остави ти дома како спомен од училиштето? Еден спомен, например, од минатата учебна година, што најмногу те подсетува сега во овие денови овде, кога се наоѓаш на одмор. Мене ме подсетува учењето, како сум учил. Каква ученичка си? Многу добро. Многу добра. Кој предмет најмногу го сакаш? Математика. Зошто? Видејќи ми е полесен. Лесен. Полесен ти е. Да. Повеќе ти оди тој Да. предмет, нели? Добро. Еве сега еден од вас да ни каже што најмногу го возбудува овде во летовалиштево. Најголем впечаток што ви оставило овде? Јадна. Ајде. Спиење и ручек. Значи спиење и ручење. Ти јадеш, нели? Спиење и ручек. По колку чини јадеш на ручек, например? По една или по 2. Од што зависи тоа по 2? Чај, компот ли, А што најмногу сакаш да јадеш? чај Чај и компот. и компот, а од некое јадење друго? И суп, друго ништо. И супа, добро. Е сега вак, а што тебе најголем впечаток ти остави овде? Јадење, играње, друго. И играње. И што играш ти? Фудбал, ракомет некогаш. Фудбал, го сакаш ли фудбалот? Сакам. За кого навијаш? За нашиот павилјон. А кој е тој павилјон? О, тука на онај шокац. Молим? Екипата на Шокац. На Шокрац. Кој е тој? Наставникот. А, наставникот, значи тимовите се поделени по наставници, нели? Наставници, да. А која екипа е најдобра? Екипата на Жарко. На Жарко, значи екипата на Жарко е најдобра. Добро, молам? Јас сум од екипата на Жарко. Што играш ти во тимот? Ногомет и одбојка. А на кое место? Ногомет, бек, центар фор ли, што си? Одбојка играм бек и лева полутка. А во фудбал? Во фудбал играм исто бек и напред. Центрофор. Центар фор. Добро, има ли некој да се пожали нешто овде што не е добро или како предлог нешто? Се е добро. Добро, што би сакала ти, еве ти например, што би сакала ти уште да има овде што го нема? Па јас би сакала овде уште што го нема. Не можеш да се сетиш бидејќи се има, нели? Добро. Ајде кажи ни ти како се чувствуваш овде во летовалиштево? Летовалиштето јас се чувствувам добро. Добро. Е зошто ти е добро? Зашто овдека Од каде си ти? од Сарајево дојде. А ти си од Сарај, значи тука, мештани, нели? Доаѓаат ли родителите да те посетуваат? Родителите доаѓаат скоро секој ден. Од сите вас овде, еве, например, од овие најдалечните, Штипјани, така ли? Вие жалили, например, за дома? Сакате ли да се вратите побрзо? Неќемо да се вратиме побрзо дома.
Зошто не сакаш? Оти е тука поубаво. Овде е поубава. Добро. А, кажи. И ја сакам овдека да седам таму, не е пубо, зашто овдека играме топка. А дома не играш топка? Па не, татко ми не ми купува. Добро. Ајде да ни каже еден се од вас една најголема желба. Еве сега одморате. Новата учебна година уште е далеку, така да речеме, нели? Уште е далеку, уште месец и пол, да. Добро? Бидејќи сега сме 10 јули кога се снима емисијава, една ваша најголема желба. Кој ќе ни каже една таква желба? Каква желба имате? Па јас имам најголема желба да Имаш многу желби, па не знаеш сега да се одредиш за која. Ајде ти кажи ни една желба. не знам. Не знаеш. Кој знае од вас? Јас имам желба сега во 8 оделение да бидам подобро ученичка да минувам со 5. Значи, 8-то деление да го завршиш со одличен успех и потоа каде би продолжила? Потоа би продолжила да учам гимназија. Во гимназија. Да. Добро. Друг има некоја друга желба? Кажи. Мојата желба е да секоја година да доаѓам во ова летувалиште, бидејќи овде е многу убаво. Ти прв пат ли доаѓаш во ова летовалиште? Овде доаѓам прв пат. И би сакал едната година да дојдам. Од Штип си ти. Да. Добро. Сите вие прв пат доаѓате овде или не? Јас сум втор пат. Мола? Јас сум втор пат. Втор пат. Ти си трет пат. Ти си од Сарајве овде, близко ти е. Молим? Овие се браќа. А, браќа се. Добро, добро. Значи овдека е убаво и затоа сакате да дојдете повторно тука. Добро, нека ви биде убаво, добро да се одморите. А сега да видиме што сте понесле со себе од училиштето, како песна, како игра и да видиме како живеете тука. Важи? Овде во Чичино село крај зелената треска, децата пријатно летуваат. Долгиот и незаборавен летувалски ден им е исполнет со игри и другарувања. Вкусните оброци и зголемениот апетит одлично се согласуваат. Се склучуваат пријателства меѓу пионерите од Скопје, Тито Велес, Гевгелија и Штип. Спортските надпревари секогаш изобилуваат со возбудливи моменти. Многобројната публика знае топло да навива и аплаудира. Зелениот пейсаж, чистиот воздух, близината на реката, чии води се позајмуваат и за базенот, сето тоа го прави ова место единствено. Со децата секогаш е нивниот драг управник Ѓорѓи Коробар, популарно наречен Чиче. Иако во поодминати години тој е ведар, секогаш во движење, ова летувалиште всушност е негово дело. Пред 18 години тука за прв пат летуваа пионери, скромно во неколку шатори. Денес децата спијат во зграде, во светли, чисти и удобни соби. И не е тајна, секое дете што летувало овде, пак сака да дојде идни